независно од етничкото потекло, верското верување, партиската припадност, социјалниот статус и општествената положба. И Обама беше црн председател на Соединетите американски држави, ама тој е американец. И во Македонија сите по државјанство се македонци. Тоа не е ниту расизам, ниту фашизам, тоа не е никаква дискриминација. Тоа е единство на нацијата. Затоа, со сите разлики меѓу нас, со сите разлики меѓу македонците и во светот и во татковината, само Македонија е нашиот заеднички именител, само Македонија е нашиот заеднички содржател. Ако неа ја нема, сите ќе не снема заедно. Има едно старо правило. Народ без минато нема иднина. За жал, со договорот меѓу Заев и Борисов, предвидена е комисија за ревизија на македонската историја. Веруваме дека договорот со Бугарија ќе трае само 3 месеци, колку што траеше и Сан-Стефанскиот мировен договор од 3 март до Берлинскиот конгрес на 13 јуни 1878 година. И едно кусо подсетување. Зад нас се спомениците, односно пред вас, на членовите на президиумот на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија и на основачите на внатрешната македонска револуционерна организација. И едните и другите се бореле за ослободување и обединување на македонскиот народ и на Македонија во незините етноисториски граници. Манифестот на Асном, кој се премолчува, повикува на обединување и ослободување на Македонија. На крајот на Вардар, до камениот мост, е споменикот на гемиджиите. Која била нивната инспирација за солунските атентати во 1903 година? Македонците постојано кревале буни, востанија, национално-ослободителни војни за ослободување и обединување на Македонија и македонскиот народ. Ке спомнеме некој од нив. Мариовската буна 1564, Карпошовото востание 1689, Разловечкото востание 1876, Кресненското востание 1878, Негушкото востание 1822, Илинденското востание 1903, Народно-ослободителната војна 1941-1944, македонските жртви во граѓанската војна во Грција 1946-1949. Се бориме и денес за нашата слобода, за слободата на државата Македонија. Ќе го задржам вашето внимание на само едно од овие востанија. 1822 година се креват неколку илјади македонци, комити и ајдути во Негуш, во егејскиот дел на Македонија, денес по грчки Науса, и создаваат слободна територија. Султанот од Цариград испратил броен аскер да го задуши востанието, за да не паднат живи во рацете на аскерот неколкуте илјади комити и ајдути, со жени и деца, скокаат од планината Каракамен во крисурата на реката Арапица до Негуш. Бидејќи нашите од тука одамна крена раце од се што е во егејскиот дел на Македонија, не обвинуваат за антиквизација и разни други антимакедонизми. Грците денес до Негуш имаат изградено голем спомен пак. Ова македонско востание го слават како грчко. Во 1903 година гемиджиите од Велес, од Охрид, млади интелектуалци, за да го свртат вниманието на големите сили за правото на македонскиот народ на собствена, суверена и самостојна македонска држава на Балканот, ги извршиле бомбашките напади во Солун. Нивна инспирација било токму Негушкото востание и затоа го спомнав.
како саможртва на македонскиот народ. Тие вереле, ако неколку илјади комити ајдути со се жени и деца живи се фрлили од планината Каракамен во клисурата на реката Арапица до Негуш за слободата на Македонија, и ние ќе загинеме за татковината. Ги паметиме по неколкуте акции во Солун, експлозијата во францускиот параброд Гвадалкевир, експлозијата во Отоманската банка, експлозијата во возот кој се обраќал Цариград Солун. Зошто го реков ова денес? Како помен и спомен за стотиците илјади жртви втемелени во основите за слободата на оваа наша држава Македонија, како гинеле предците за слободата на татковината, а колку лесно денес некои ни ја продаваат државноста на татковината. Промена на јазикот, културата и историјата на македонскиот народ заради Бугарија, промена на името на државата Македонија заради владата во Атина, јазична федерализација заради марионетската власт поради интересите на Калето. И покрај се, и после се, мораме да издржиме, да бидеме единствени и само така ќе победиме. Македонија е унитарна држава и како таква мора да ја одржиме. Македонија не смееме јазично да ја федерализираме, затоа што територијалната дезинтеграција ќе биде следниот предизвик и искушение. Македонците и денес се жртви на тивко етничко чистење. Таа пракса на купување земја и имоти со цел промена на етничката и верската карта на Македонија мора да ја спречеме и да запре. Ке повторам, војната во 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, ниту војна меѓу православните и муслиманите, туку симулација на војна на Соединетите Американски држави за имплементација на определени интереси за своји сфери на влијание на овие простори. Секако не забораваме дека Македонија во 2001 година беше жртва на агресија од Косово со војна, цитирам, за ослободување на албанските земји од славомакедонските окупатори. Албанските терористи, како што ги нарекуваше НАТО, создаваа слободни зони во Македонија. Тие истите денес се во собранието, не учат на демократија и не бркаат одговорница. Македонците беа жртви на етничко чистење, кое што и денес како и минатото продолжува. И затоа не за предлог законот за употреба на јазиците со цел јазична албанизација на Македонија. Ние со нашите барања ќе продолжиме законот од собраниска процедура да се повлече, доколку законот за употреба на јазиците сепак биде донесен, ќе побараме председателот на Републиката да не го потпише указот за негово прогласување, но ако сепак законот биде објавен во службен вестник на Република Македонија, ќе поведеме иницијатива до Уставниот суд да се поништи како неуставен. И сериозно ја разгледуваме иницијативата за собирање на 150.000 потписи од избирачи заради распишување задолжителен референдум против законот за употреба на јазиците, договорот меѓу Македонија и Бугарија од 1 август 2017 и забрана за промена на името на државата со референдум, со промена на уставот или со ратификација на меѓународен договор во собранието. Да живее Република Македонија!